Почна големата страстна недела. Великденскиот пост завршува пред страстната седмица која се издвојува во посебна седмица на страданијата. Постот според поставениот ред ги завршува своите 40 дена во петокот пред Лазарева сабота. Апостолските правила Великденскиот пост го нарекуваат голема недела која се надоврзува страстната седмица постејќи со страв и трепет. 40 ситницата е до 7 дена пред Пасха, потоа 6 дни по Пасха, целиот народ го поминува во суво јадење, вели свети Епифани Кипариски. На Велики четврток се јаде еднаш дневно и тоа по завршувањето на светата литургија. На Велики петок, по своја волја, некои верници не јадат ништо до зајди сонце. Велика сабота е единствената сабота во која се пости со пост на вода, а оние што можат остануваат цел ден на суво јадење. Богослужението во Великденскиот пост е различно од секојдневното. Вон постот. Тие дни се денови на пост, покаяние и проштевање. Богослужбите не се свечени, раскошни и славни. Свештениците се облечени во темни и црни одежди. Последната недела пред страстната седмица, неделата цветна, се служи златоустова литургија. Секој ден од страстната седмица се служи литургија, освен на Велики петок, кога Христос е распнат, умрел и бил погребан. На Велики понеделник, Велики вторник и Велика среда се служи литургија на предосветените дарови. А на Велики четврток и на Велика сабота Василиева литургија. Овие два дена се причестуваат најмногу верници, затоа што тие се последните две литургии во постот и затоа што на Велики четврток е востановена светата причест на тајната вечера, а Велика сабота е единствената сабота што се пости строг пост и затоа што сакаат верниците причестени да го пречекаат Христовото воскресение Великден. Великденскиот пост започнал од две причини, и тоа со две цели: да се подготват оние што требало да бидат крстени на Великден, а кои во текот на постот биле поучувани во верата и во христијанскиот живот и биле огласени за крштение. Крстените пак да се подготват за Великден, за воскресението Христово, за празникот што представува основа на верата. Христијанската вера е вера во воскресението. Тоа му дава смисла и цел на христијанскиот живот. А Великден е празникот на воскресението и на животот. Постот е време на соединување со Бога, причестување, заедничарење, благодарење, евхаристија. Овај пост со повеќе имиња се нарекува Великденски пост затоа што завршува на Великден и значи подготовка за празникот. Воскресенски пост заради празникот на Христовото воскресение. Пасхален пост бидејќи е пост пред Пасха, како што се нарекува Великден, новата Пасха или новозаветна Пасха. Велики пост заради големото значење на постот и на празникот Великден. Четириесетница, велика или света четириесетница, затоа што трае 40 дена, од чист понеделник до Лазарева сабота. И Господ Исус Христос постел 40 дена. Чесен пост, бидејќи го опфаќа времето на Христовото распнување на чесниот крст. Најдолг пост според должината на постоењето. Тоа е најдолгиот пост. Најголем пост според важноста во однос на другите повеќедневни пости. Најстрог пост меѓу останатите постања најстрог според исхраната и воздржувањето, а исто така и според богослужбите.